Добро дојдовте во уште едно издание и рубрика Прашања и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов. Facebook и Instagram се социјалните мрежи на кои што најмногу ја остваруваме комуникацијата. Ќе може да ме најдете како Коуч Јосиф. Истото може да го направите и користејќи го можеби хаштагот #AskJosif и се разбира тука се и броевите на телевизија Телма. Светковска 97 која што прашува дали е здраво да се јаде соја секој ден. Кристина, да јадеш соја секој ден, искрено нема повторно, не знам како дали би постоело правило кое што ќе ти каже треба да јадеш преку еден ден. Многу луѓе имаат многу дилеми во врска со сојата, особено барем во Македонија пред месец дена имавме некоја афера со генетски модифицираната соја и најголем дел од луѓето се плашат со генетски модифицираната соја затоа што можеби ќе направила стерилност. Искрено многу пребарував и многу истражував по научни студии кои што ја обработуваат оваа тема. Најголемиот страв поврзан со сојата и генетското модифицирање не е самото генетско модифицирање, туку тоа што се користат препарати кои што се сомневаат научниците дека тие препарати во иднина може да придонесат стерилност, али веќе кај второ или трето колено. Така да прерано е ние да кажуваме дека е докажано дека создава тоа стерилност. Од друга страна, генетски модифицираната соја во 95% од случаевите се користи за сточна храна и при тоа можеби никој не се оптеретува со тоа месото што го јаде како се хранело, но пак ќе речам, мојот избор и моето размислување, јас користам соја, затоа што е растение кое што ги има сите есенцијални аминокиселини, тука и БЦА што зборувавме за минатата недела, така да го користам не секојдневно. Дали е здраво, ти ќе си одлучиш, но пак генерално не можам на никого од вас да му дадам совет и јас не сум никој за да ве советувам дека и да треба да јадеш соја секојдневно. Тоа ти треба да си го направиш изборот. Јас конкретно немам предрасуди и немам страв користејќи ја сојата.